повторно од заменик министерката. Ако се сеќавате и лани на амандманската расправа, постојано сам од неа ги добивавме одбивањата на нашите амандмани. Само јавноста нека следи колку е сериозна новата министерка за финансии. Не само што не присуствуваше на 3 дена од општата расправа, еве и денес на првиот ден од амандманската ја нема. Инаку што се однесува до мерната станица која што ја бараме за Гостивар, навистина е неопходна и сметам дека вакви мерни станици треба да има во секое населено место во државава, бидејќи нели оваа власт се залага да не однесе во Европа. Јас не знам само како мислат тоа носење во Европа да го направат, да не стават во куфер, да не однесат во Европа. Или народов, како што заминува со куферите секојдневно, нема да има ни потреба ни од мерни станици, ни од ништо. Европа треба односно вие да ја донесете тука, бидејќи сега сте на власт, и Европа треба да имате во вашето однесување, во вашето зборување, во вашата одговорност при вашите ветувања за грижата за луѓето, така да навистина е несериозно да се одбива еден ваков амандман, а да се зборува дека се грижите за животната средина во Македонија. Мерните станици и онаму каде што ги има прашање колку функционираат, дали се точни нивните резултати, а во поголем дел не функционираат. Значи, навистина, состојбата е катастрофална, повеќе од алармантна. Напоменав и преска че започне грејна сезона, загадувањето уште повеќе ќе се зголемува. Само да подсетам, во месец август на 10 и 11, чинам дека беа датумите, депонијата Русино во Гостивар, во која што смет носат околни 7 општини, се запали. Новиот министер за животна средина нигде го немаше. 2 дена имаше пожар од депонијата на Русино и прашање последиците од тој пожар кога и на колку луѓе ќе ги видиме, а игнорантен однос, незаинтересиран однос и само фалби дека вие се грижите за граѓаните, навистина неодговорно, несериозно и пред се мислам дека граѓаните се навистина излажани. Само да ве подсетам, министер за животна средина е господинот Насер Нуредини. Само како име го знаеме, како лик, како глас, нигде го нема. Ако на 10 и 11 август не се појави кога гореше депонијата, истиот месец на 31 август беше дојден новиот министер за локална самоуправа, доскорешниот наш колега господинот Горан Милевски, промовира пуштање, свечено пуштија половина од патот до депонијата Русино. А замислете, таа половина во должина изнесува 2 километри. За останатата половина од 2,5 километри накнадно ќе прават промоција. Ете, тоа е вашиот сериозен пристап. Промовирате патишта од 2 километри, а ветувавте автопатишта од 500 километри дека ќе ги реализирате. Ви благодарам.